Генерално мирно и без поголеми нарушувања на изборниот процес, ова е оценката на јавното обвинителство, кое сепак испитува наводи за изборен подкуп и кршење на изборниот молк. Од МВР пак потврдија дека веќе имаат приведени лица за подкуп и велат дека со 90% од капацитетите се обезбедуваат изборите. Со резиме за изборниот ден од пред Министерството за внатрешни работи ја вклучуваме Сања Трајковска-Ставров. Сања, што досега нотираат надлежните? Тања, мирен изборен ден без поголеми нерегуларности во процесот на изборниот ден, сепак со сомнежи за изборен подкуп. Ова накусо можам да кажам дека го нотираат надлежните од основното јавно обвинителство и од Министерството за внатрешни работи. Спомена и ти, веќе се приведени 2 лица од Крушево под сомнеж за изборни подкупи во Прилеп и 4 други лица се повикани во полициска станица со цел да се обават разговори со нив. Сепак од основното јавно обвинителство кажа дека Прилеп не е единствениот град во кој имаат наводи за изборни подкупи. Има уште неколку градови, тоа се Велес, Крива Паланка, Прилеп го споменавме и Свети Никола. Сепак да се задржиме на она што се случувало во Прилеп, од изјавата од Министерството за внатрешни работи слушаме детали. Досега не се регистрирани посериозни нарушувања на јавниот ред и мир. Во 9 часот во Прилеп полициски службеници од ОВР Прилеп во врска со кривично дело подкуп при избори и гласање ги лишија од слобода БХ и ДС од Крушево. Во врска со истиот настан во полициска станица во Прилеп повикани се 5 лица од Крушево со престој во Прилеп. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава. Споменав, Прилеп не е единствениот град во кој обвинителството има наводи за сторен изборен подкуп. Ке ми дозволиш да цитирам дел од нивното појаснување. Во текот на вчерашниот ден, велат оттаму, поединечни настани со наводи за изборен подкуп се евидентирани во Ојо Велес, основното јавно обвинителство Прилеп, Крива Паланка и јавното обвинителство во Свети Николе. Во сите нив се превземаат дејствија по насоки на јавен обвинител за испитување на наводите. Има информации во однос на настани со елементи на прекршување на изборниот молк, но до овој момент вкупно евидентирани се мал број настани кои би можеле евентуално да имаат обележја на кривично дело. Велат од обвинителството. Во однос на прекршувањата на изборниот молк, кажа и од Министерството за внатрешни работи дека до утрово до 7 часот добиле 20 пријави за прекршување на изборниот молк, меѓутоа 15 ги отфрлиле, односно биле лажни. Исто така и на социјалните мрежи се регистрирани објави кои можат да се сметаат за прекршување на изборниот молк, а од Министерството велат дека се превземаат мерки и за утврдување на овие нешта што се објавени на социјалните мрежи. Ќе споменам само да се навратам на она што го споделија од обвинителството во контекст на оние погрешни избирачки ливчиња. Тоа се случило во Новосело, во Струмица, информира од обвинителството, од каде што кажа дека нема тука елементи на кривично дело, ги информирале од Државната изборна комисија дека треба да ги променат материјалите. Ова е сумирано се она што досега беше објавено од обвинителството, меѓутоа и од Министерството за внатрешни работи. За потсетување, тие оценуваат дека изборниот ден тече во мирна атмосфера, без поголеми инциденти, а од Министерството кажаа дека активирале, односно употребиле 90% од своите сили со цел да го обезбедат изборниот ден.